Руско-украинскиот воен конфликт причина за грижа и во однос на последиците кои туристичкиот сектор би ги чувствувал во месеците кои следуваат. Има ли простор за паника помеѓу туристичките работници? Можеме ли да очекуваме поскапување на цените на услугите во туристичкиот сектор? И со какви мерки Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот ја поддржува целата оваа туристичка приказна? Е тема на разговор со првиот човек на Агенцијата Лјупчо Јаневски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Ќе започнеме онака како што впрочем и најавивме. Руско-украинскиот воен конфликт донесе прилично голем економски шок во сите сегменти, меѓу другото го чувствуваме на општественото живење, состојба која што би рекле дека и не му беше некако потребна во моментов на туристичкиот сектор, имајќи ја предвид и ковид кризата која што е се уште актуелна. Воопшто би кажал дека војната никогаш не е решение. Како велат дека понекогаш и поразот на дипломатијата е тоа ако започне војна. Секогаш тоа ќе се заврши на мировни преговори, а до тогаш ние треба да работиме. Добар пример е примерот со Крушево и тоа што ни за изминатите години заеднички го работивме. Оваа година и идните години ќе го материализираме преку европски, светски проекти со генерирање дополнителни средства, бидејќи понекогаш и средствата не можеме да ги добиеме директно од нашиот буџет или ги заштедуваме на ваков начин. И ова е можеби апел, бидејќи во многу брзо време ќе се отворат и па меѓуграничните фондови и сите општини заеднички со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, секако со туристичкиот сектор и со невладиниот сектор и експертите да понудиме конкурентни проекти кои што ќе вложат дополнителна инфраструктура, а исто така и промоција на нашата дестинација за јакнување на туристичките потенцијали. Господин Јаневски, во контекст на руско-украинскиот конфликт, имаше ли држава туристи од Украина, Русија, всушност од сите овие воени подрачја низ годиниве и има ли недостатокот всушност на исти туристи оваа година, дали ќе биде проблем и како ќе се одрази нивното отсуство на престојнава туристичка сезона? Всушност, ако ги гледаме тие двете работи, ние после 20 години воспоставивме летови со Руската Федерација, исто така стартувавме еден дополнителен лет кога е во прашање Киев, Украина. Имавме отприлика околу 2% од вкупниот број на ноќевања во 2021 година, големи планови и потенцијали за идните години, но во овој момент тоа мораме се оперативно да го покриеме со останати пазари. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Но би кажал дека сигналот воопшто не е добар кога е сефти моментот или осетливоста во туристичкиот сектор. И еве, Кристина, од таа гледна точка ние всушност и Европа во 2019 година како дестинација која што 51% од вкупниот број на патување во светот ја посетиле, ќе има влијание. Но кога говориме за македонскиот туристички сектор, дополнително ќе се фокусираме на традиционалните пазари и на регионот и се надевам дека ќе успееме во 2022 година. И не случајно разговорот го почнавме со најактуелната тема, руско-украинскиот воен конфликт, бидејќи веќе загрижувачки информации пристигнуваат за тоа како ќе се одрази на туристичкиот сектор. Се огласи деновиве Хотам, најавувајќи уште една тешка година за туризмот. Полски туроператори ги откажале аранжманите, холандски туроператори откажале доаѓање во земјава. Се огласи првиот човек на Хотам и вели најмалку 50% се намалени посетите на странски гости во Охридско-Струшкиот регион. Ова се едни од информациите кои што на вистина креваат и паника и за кој што најмногу се зборува изминативе денови. Што има вистина во ова? Знаете како, јас секогаш говорам со факти, со бројки и со работа. И тоа ќе продолжам понатаму да го правам. Ако ја споредиме 2019 година со 2021 година, воопшто и нема потреба да ја споредуваме, бидејќи се диаметрално различни години. Всушност и фокусот и новата реалност е многу различна. И факт е дека ние ако гледаме со 2019 година имаме 50% на пат на странски туристи, што е секако во рамките на очекувањето. Но ако ја споредуваме со 2020 година, ќе видиме дека имаме 125% изголемување на странските туристи. Јас велам вака, ајде да работиме заеднички и мислам дека ќе успееме. Но, исто така сум во контакти со голем број на странски туроператори, кои што не откажале, и мислам дека ќе имаме многу поголем број на полски туристи во 2022 година, отколку во 2021 година. Всушност и во 2021 година имавме одредени вакви информации, па мислам дека годината ја завршиве во многу подобра форма од тоа што некои комори или здруженија очекува.
Ударот врз економијата го чувствуваме во сите сфери од нашето живење. Ќе влијае ли ситуацијава со покачувањето на цените во туристичките центри? Може ли да очекуваме годинава пристојни понуди насочени меѓу другото и кон домашните туристи? Всушност ние овој викенд Охрид беше полн. Таква информација добив, бидејќи ние бевме на сајмот за туризам во Белград. Таму се прикажавме многу добро. Секако дека ќе има зголемување на цените, бидејќи зголемување на фиксните трошоци се зголеми, но тие треба да бидат во рамките на очекувањата, бидејќи не само нашата дестинација, сите дестинации ги зголемуваат цените. Всушност тенденцијата на сите туристи во пандемиско време, бидејќи се уште сме во пандемија, така треба да се однесуваме. Се надевам дека многу добро ќе менаџираме и дека ќе бидеме многу брзо уште подобро во зелена, подлабоко во зелена зона. Всушност, тоа што треба е да го научиме дека новата реалност создава нови целни групи на патувачи кои што се разликуваат од тие претходно во 2019 година. Повеќе ќе треба да ги засукаме ракавите, бидејќи нити Booking, нити странските туроператори нема да ни ја завршат нашата работа. Нашата работа е тука и заеднички требаме да сработиме. Па мислам дека е подобро да се фокусираме. Нашите водичи да снимат неколку видеа, да ги поканат гостите да посетат дестинацијата. Сите ние да работиме заеднички на промовирање на Македонија како туристичка дестинација. Подготвени ли се туристичките работници да се менуваат и прилагодуваат? Имавме простор од 2 години од почетокот на ковид кризата за да веќе знаеме дека туристите бараат нов концепт на туризам. Се прилагодуваме ли? Може би тоа потешко ни оди од рака, но мислам дека ќе треба да се прилагодиме и ќе сватиме дека треба да се прилагодиме и тие што се прилагодија и не имаат така лоша туристичка сезона. Би кажал дека додека дојдат странските туристи, кои што се повеќе и повеќе ќе ги има и верувам во тоа. Ние ќе ги прилагодиме можеме мерките, ќе требаме да донесеме уште неколку одредени законски дополнувања и измени, но тоа треба да го направиме ние, заеднички, туристичкиот сектор. И во тоа сум убеден. Пораката имаме, заеднички како никогаш досега исплотени не бевме на сајмот во Белград, во Србија, фокусирани сме, бидејќи тој пазар во 2021 година беше првиот пазар за македонскиот туристички сектор. Поголем број на ноќевања имавме во 2021 од српските туристи, отколку во 2019 година. Јас се надевам дека фокусот и на агенцијата и на туристичкиот сектор ќе биде да ги задржиме домашните туристи во овој број, а да ги зголемиме странските туристи за 20 до 30%. И очекувам да имаме поголем број на туристи од Турција, од Полска, од Холандија, може би од некои други дестинации, а се најавуваат и одредени туроператори кои што сакаат да сервисираат нашата дестинација на кружни патувања, исто така и од Израел. Се надевам дека ќе добиеме многу брзо добри вести од Тел Авив и дека ќе се воспостави линијата Тел Авив Скопје. Добро што сепак освојуваме нови пазари, барем кога е туристичкиот сектор во прашање. Споминавте неодамна се вративте од Белград од меѓународниот сајам за туризам. Се чини уште една можност земјава да ги промовира туристичките потенцијали како во пресрет на престојните празници, но и секако на новата летна сезона. Како поминавте, кои од македонските туристички потенцијали беа представени пред тамошната јавност и колку ова беше една можност за нови бизнес контакти и соработка? Пред се ме радува затоа што бевме во досега најголем број. Сигурно беа повеќе од 80 на туроператори, туристички агенции, хотелиери, туристички работници, водичи. Исто така имавме 2 комори, тука беше СКТМ, заедно со нас, тука беше ССК или туристичко-угостителската комора при ССК. Тука беше Хотам заеднички со нас, 4 општини, 2 македонски вечери, 1 охридска, 1 дојранска, подпишување на повеќе меморандуми на соработка, дополнително збративување на Дојран со Вишеград, поголем број на медиуми, најпрестижно представување на државата, дури и со виртуелна реалност, повеќе дестинации во Македонија, авантуристички, гастрономски тури, нашите стандардни потенцијали и исто така и победата на нашите фудбалери, која што дојде и беше во вистински момент. Така беше, да кажеме, шлагот на тортата и тоа беа 4 дена во кои што поентиравме во секое поле. Го привлековте и вниманието на речиси сите српски медиуми, наголемо се зборуваше и за нашата земја и за потенцијалите кои таа ги има. Во неколку наврати и вие гостувавте на дел од националните телевизии, во кои што зборувавте за тоа колку иницијативата Отворен Балкан има бенефит за туризмот регионален.
Тоа е голема можност за сите нас, бидејќи ја зголемуваме дестинацијата. Всушност, брзото патување на патниците, зелените зони, ќе треба да дадат резултат. Конкурентноста во самата дестинација, која што ќе се прошири на 3 земји, всушност ќе имаме можност да бидеме дополнително конкурентни со западните земји и со некои трети пазари. Индиректно, ако ги гледаме работите, ако ја гледаме холистички, отворениот Балкан, всушност, ние ќе имаме отприлика околу 10 милиони домашни туристи. Ќе имаме можност на излез на море, ќе имаме можност да користиме дополнителна инфраструктура. Исто така, ќе требаме уште повеќе да се изградиме, да се едуцираме и да воспоставиме дополнителни атракции кои што заеднички во кружни патувања и во заеднички, многу пати го кажувам мој збор, заеднички тури ќе привлечеме поголем број на туристи. Всушност, очекувам во наредните 5 години, ако заеднички работиме многу повеќе, отворениот Балкан да донесе да бидеме повторно во можеби првите 5 или во првите 6 посакувани дестинации во светски рамки. Која е стратегијата за престојнава туристичка сезона за 2022 година и кои бројки во однос на посетители на ноќевања се во игра? Ние, бидејќи во 2020 година, чини ми за прв пат во вашето студио, кажав дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се подготви за сценарија во отварање на македонскиот туристички сектор во 3 чекори. Првиот беше кампањата Дома си е дома, да ги задржиме домашните туристи, да создадеме зелени зони помеѓу нашите соседи, успеавме со тие што е можно и успеавме да имаме 1,7 милиони ноќевања. 90% домашни туристи, бидејќи сите земји го правеа тоа. 2021 година се отворивме малце повеќе и започнавме со вториот чекор. Всушност започнавме да го таргетираме регионот, од кој што и да не забораваме во 2019 година 55% од вкупниот број на туристи странски биле од регионот. И на тој начин да генерираме повеќе ноќевања. Бидејќи бројот на туристи во овој момент не е толку релевантен, бидејќи луѓето поспоро патуваат, но остануваат повеќе во дестинацијата. Всушност бројот на ноќевањата е многу важен. И кога некои туристички работници не веруваа во тоа што го зборувавме, заеднички ги охрабривме и успеавме да стигнеме до негде 2,3 милиони ноќевања. Тоа всушност се случи на самиот регион. Ние се уште ја живееме втората фаза или вториот чекор, се уште не можеме да кажеме дека пандемијата во таква форма да можеме да сервисираме слободно. Ќе се потрудиме да го расшириме тој чекор и да го продолжиме, или втората фаза да ги таргетираме нашите стандардни пазари или пазари во кои што изминатите години сме имале највеќе број на туристи и највеќе број на ноќевања. Всушност тоа е полскиот пазар, тоа е холандскиот пазар, тоа е турскиот пазар, можеби и бугарскиот пазар бидејќи повеќе се отвара, и се надевам дека ќе имаме поголем број на туристи и од Грција и од Израел, или би можел да кажам дека потврди туи UK и всушност со самиот лет Лутон Охрид, со визир ќе имаме поголем број на британски туристи кои што ќе бидат сервисирани и ќе имаат фокус повеќе кон адреналинските форми на туризам. И ако сме реални, ќе кажеме дека и ковид кризата и воениот конфликт беше сериозен мотив, ајде да кажеме, дел од туристичките работници да размислат сериозно за да продолжат со инвестирање во овој сектор. Губиме ли туристички капацитети и од друга страна како ги мотивирате овие кои што функционираат во моментов да останат со работа? Знаете како? За жал, 2200 година и пандемијата си го покажа своето лице и очекувањата всушност дека ќе трае 2 до 3 месеци паднаа во вода веќе во јуни. Тогаш за прв пат во историјата одредени земји всушност и забранија патување. Туристичкиот сектор не можеше да функционира. Во многу нешто се и сега не е толку доволно стабилен, туку е толку осетлив на случувањата не само во Украина, туку и со пандемијата. Се уште имаме рестрикции на патувањата. Всушност и во 2200 година кажав дека сите нема да можат да го издржат овој удар. Го издржаа можеби најмудрите, најхрабрите и најподготвените за ова сценарио. Некои решија да променат струката и затоа и се сега случувањата дека ние не можеме да најдеме квалитетни човечки ресурси во туристичкиот сектор, но тоа не е само кај нас. И на повеќе полиња треба да работиме во наредните години, всушност во едукација, во создавање на нови кадри, во вложување во туристички капацитети, во искористување на сите можности кои ги даваат светските и европските фондови, и исто така во градење на нови атракции со кои што нашата атракција ќе биде прво конкурентна во отворениот Балкан,
а исто така дополнително ќе бидеме доволно конкурентни, интересни за западните земји кои што ќе бидат уште попребирливи. Новите генерации ќе бараат нови атракции, нови возбуди и нови мотиви да патуваат во туристичките дестинации. Но всушност, она што треба да го направиме да се избориме со самите себе си и да сватиме дека треба да работиме. Агенцијата за туризам никогаш не се пожалила на својот буџет, ама никој не прашал како во овие времиња успеваме вака да се представиме. Да, дефинитивно огромен е предизвикот да се одржи во вакви времиња туристичкиот сектор на нозе. Потикнавте една интересна иницијатива, поканувајќи ги сите туристички работници да се вклучат во промоција на Македонија како туристичка дестинација за лето 2022 година. Зашто точно станува збор? Всушност, ги повикав сите туристички работници да снимат со своите телефони по едно видео, кратко 30 до 1 минута, истото да означат Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, незините Facebook профили, воопшто да го споделат на своите, да ги поканат сите туристи, да споделат фотографии на таков начин да си помогнеме едни на другите, бидејќи така сме не само појаки, не само помудри и заеднички ќе стигнеме до целта за нешто повеќе од 2,5 милиони ноќевања во 2022 година. Реалност е таа бројка, можеме да ја постигнеме, не е илузија, не е она што го кажувам и верувам. Се додека го носам ова знаменце на мојот ревер и во моето срце, јас верувам и ќе работам за оваа држава. Често кога зборуваме во Македонија наутро на тема туризам, велите туризмот не го сочинува само дестинацијата на која што треба да дојде туристот, туку и целиот пакет кој што го нуди местото, вклучувајќи и традиционалната македонска кујна и македонските вина. Пред да се заблагодарам за разговорот, ќе ве поканам заедно да го погледнеме и следниот прилог. 7 македонски винари ги представија меѓународно своите потенцијали на странската публика. Како велат и она што го споменавте вие, и делот менито е причина повеќе да се дојде во Македонија? Така е. Одиме со прилогот. 7 македонски тиквешки семејни винари учествуваа на меѓународниот Словајн сајм во Болоња. Тие ги представија своите вина пред интернационалната публика, составена од вински професионалци, дистрибутери на вино, сомелиери, вински критичари и писатели, угостители и готвачи и вински ентузијасти. Сајмот во текот на 3 дена понудил конференции, мастер предавања и дегустации достапни за сите љубители на виното. А беше и домаќин на првиот состанок на Словајн коалицијата, инклузивна, колаборативна и меѓународна мрежа која ги обединува винариите, ентузијастите и професионалците од секторот. Учеството на меѓународниот вински сајм во Болоња го организираше Slow Food Македонија со поддршка на Slow Food International и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инаку македонците се познати како љубители на добро вино, кое зазема значајно место на нашата македонска трпеза и е присутно на секоја наша слава, свадба, крштевка. Во скоро секоја наша религиозна церемонија, виното секогаш има своја улога. Македонија има долга традиција во производството на вино. Специфичната арома на македонското вино е резултат на дејството на комбинираната медитеранска и континентална клима, дополнета со летните топли сончеви денови и постудените ноќи. Подолгиот процес на зреење на грозјето ги концентрира шекерите и киселините во грозјето, оформувајќи богати бои и комплекс од ароми во вината. Одгледуваме винова лоза во 3 региона, но најмногу во Повардарието, по долината на реката Вардар, околу градовите Неготино и Кавадарци. Овој регион е најразвиен и најпознат регион по производство на вина, по количина и по квалитет. Производството на црвените вина доминира со околу 80% во споредба со производството на белите, а во Македонија се регистрирани 80 винари со капацитет на производство од 220 милиони литра вино годишно. Со следното прашање ве молам да бидете објективен.
всушност да бидете субјективен малку. Ајде, бидејќи секогаш кога ве прашувам кој регион најмногу ви се допаѓа, каде најмногу сакате да одите, велите па подеднакво сите се убави, има добра понуда, но сакам овој пат да ми кажете, се надоврзувам на прилогот. Кој е оној регион во Македонија кој што има најкомплетна туристичка понуда со сите сегменти? Па мислам дека никогаш нема да може да има најкомплетна понуда никој, бидејќи секогаш понекогаш треба да ги прилагодуваме потребите и понудите спрема побарувањето на самите туристи. Многу пати се случува некоја атракција или некоја понуда која што воопшто сме ја ставили во втори или во трет план, најнешто искочи прва. Ако говориме за еногастроконцептот кој што е многу значаен и треба да се развива кај нас, ние подготовивме дополнителни промотивни материјали. Многу ми представува големо задоволство што поголем број во Тиквешкиот регион на мали винари почнуваат да развиваат еден специфичен концепт на мали групи, на дегустации, на туристи кои што се мотивирани повеќе да дојдат во тој регион и да уживаат во вината, во храната, во традицијата. Но исто така ќе имаме голем предизвик кога е во прашање српскиот и регионалниот пазар, токму да ги задржиме еден ден повеќе. Голем интерес беше на сајмот во Белград токму за нашиот еногастроконцепт и за потребата зошто да отидеме кај нашиот јужен сосед, нели да пропатуваат, а да не останат ден до 2 до 3 токму во Македонија. Впрочем и водителот на вестите на една од регионалните телевизии каде што гостувавте, кога го прашавте каде сте биле вие во Македонија, сте поминале, сте биле ли во Охрид? Не, само сум бил на поминување во Скопје, така ви кажа. Така е, од мене и доби покана, и јас ќе му бидам добар гостин, ако би кажал домаќин, а се надевам дека ќе го угостиме добро за да памети Македонија по многу различни нешта. Да не биде само на поминување. Така, да не биде само на 2 до 3 часи, тоа да не биде деловно. Всушност, тоа што треба да го направиме сите е да го успоруваме патувањето и да се трудиме повеќе да ни останат еден ден во дестинацијата. Дефинитивно храната се потврдува дека еден од главните адути барем за македонската туристичка понуда, а по повод меѓународниот ден без месо со дегустација на здрава храна беше промовиран нов здрав начин на живот. Јадењето месо не е забрането, но да не биде пречесто, вели еден од најреномираните готвачи на Балканот, Тони Радич. Нашата екипа влезе во кујната за здрава и квалитетна храна. Билките се единствените вистински производители на храна и благослов за нашето здравје. Да дадеме предност на храната од растително потекло во однос на животинската. Каква храна конзумираме, таков е и нашиот живот. Поттука храната нека биде вашиот лек во современиот свет. Заменете го месото со совршено добро парче на здрава храна, подготвено од вистински професионалци. Не постои неизлечива болест. Постојат неизлечиви луѓе кои не сакаат да ги менуваат своите животни навики. Балканците сакаат здрава храна, но не можете да им продавате алги од Блискиот Исток или од Казахстан. Треба да им понудиме нешто од домашната кујна. Она што го правам овде на Балканот е тоа што презентирам здрава храна од целиот регион. Македонија има многу добра храна, постни јадења кои на нам балканците ни се познати, затоа сакаме здрава храна, но мора да ни се објаснува зошто сето тоа е толку здраво. Балканскиот народ сака богата и мрсна храна, но навиките се менуваат. Со обзиром да смо ми на Балканот. Со оглед на тоа дека ние на Балканот сме познати по тоа дека сакаме храна од местно потекло, ова место можеби ќе биде интересно за скопјани, да пробаат нешто поразлично односно храна од растително потекло која се прави на посебен начин. Се трудиме да го понудиме она што го сакаме. Имаме здрави сладки, секој ден имаме по една различна кујна, како италијанска, мексиканска, руска, која што ја одбележува земјата. Готвачот ни е виртуоз, подготвува со љубов, па затоа кај нас се е вкусно. Ние имаме предрасуди и мислиме дека веганската храна не е вкусна, меѓутоа кога еднаш ќе ја пробате, ќе сватите дека таа е вкусна, те прејадува и заситува. Македонија е позната по своето тавче, гравче и треба да ја негува својата традиција. На Балканот има квалитетни производи, а на нас ни останува соодветно да се грижиме за богатата палета од вкусови. Ali u našem regionu ima sasvim dovoljno hrane da mi... Нашиот регион има многу храна и ние немаме потреба од увоз на скапи алги, кога тука имаме домат и квалитетна македонска пиперка.
Ljudi misle da je zdrava hrana skupa. Луѓето сметаат дека здравата храна е скапа, меѓутоа е скапо само незнаењето. Од просо, од хељда, може да направите вистински здрав оброк, па затоа на денот без месо велиме дека ова е храна за секого, а не храна на боговите. Ова е храна од бабите на село, што ние денес повторно ја враќаме во нов сјај. Јадете месо, но не 3 пати на ден. Со конзумирање на различни видови на храна се добиваат сите потребни хранливи материи, но покрај разновидноста на храната, битен е начинот на приготвување, количината и нејзината содржина. За човек здраво да се храни, потребно е да знае дека храната е двигател на животот и дека вкусната храна не е и здрава храна. Овој прилог беше само за да заклучиме дека всушност кога сите сегменти ќе се вклопат и ќе сакаат да учествуваат, може да има ефект во приказната. Јас би ги поканил сите ресторани во нашава земја да имаат повеќе традиционални специјалитети на своите менија и да ги имаат во секој момент. А ние сме тука да ги презентираме, ние сме тука да ги пофалиме, ние сме тука едноставно да ги мотивираме странските па и домашните туристи што повеќе да ги користат. Всушност, овој период кој што е пред нас, треба да го искористиме за продолжените викенди, да ги посетиме нашите туристички капацитети, нашите туристички места и ова нека биде апел со убавото време, со пролетта и да очекуваме да бидеме подготвени за поголем број на странски туристи и поголем број на ноќевање. Колкав на број да го запишеме со време за да можеме да дискутираме? Ако говориме околу бројот на ноќевања треба да бидат нешто повеќе од 2,5 милиони. Добро. А и од прилика 20 до 30% поголем број на странски туристи. Благодарам за гостувањето. Благодариме на вас. Благодариме за гостувањето. Дефинитивно имаме што да понудиме. Важно е да се прилагодиме на новите текови трендови кои што доаѓаат со оглед на сите кризи што ни се случуваат изминативе години и секако да ја држиме нашата туристичка понуда на задоволително ниво. Се надевам ќе биде така.